Во рамки на модниот викенд во Скопје публиката имаше можност да ужива во една малку поинаква, концептуална и визуелна впечатлива модна приказна ревијата насловена Модната линија на еклептиката. Ова е колекција за современата жена, која не се плаши да ја покаже својата автентичност. Гости во нашето студио, професор магистар Александар Рашковиќ, професор доктор Гордана Вренцовска и младата дизајнерка Леона Давидовска од Факултетот за арт и дизајн од Скопје. Добро утро, добро ни дојдовте во емисијата. Добро утро. Добро ве најдов. Денеска малку со повеќе одговорност ние како телевизиски лица, меѓутоа за ова ќе се осврнеме на крајот на муабетот, ќе почнеме темата на оваа модна линија, модната линија на еклептиката. Од каде се роди инспирацијата и еве темата, баш темата, со оглед на тоа дека се работи за малку поспецифична, инспирирана практично од движењето на небесните тела, символиката на универзумот. Сепак професоре вие, сепак. Еве, вие договорите од каде ви почнам. Па ние во рамките на факултетот и во рамките на образованието и по предметите кои што ги изучуваат студентите, секогаш имаме завршни проекти кои што се во модниот дизајн или дизајнерски парчиња, кои што се наменети за еден тип на жена, кои што во принцип треба да одговарат на некаква тема кои што тие избираат. Понекогаш имаме групна тема, понекогаш имаме индивидуални теми на самите студенти и во така долги разговори со професорката Гордана, со мојата драга колешка, решивме дека треба да има една тема која што ќе ги обедини сите студенти заедно, па така во долго, да речем, размислување, имавме неколку предлози, меѓутоа еве како што се обединети сите планети во нашиот сончев систем, и фактички линијата, еклиптиката, сонцето кое што го прави движењето во космосот, некако ни предизвика некоја дразба дека можеби можеме така да ги обединиме и нашите студенти, да направат една целосна слика на една колекција која што ќе не представи на овие денови Fashion Weekend во Скопје. На почетокот ние во најавата спомнавме дека ова е една колекција за современа жена, меѓутоа еве вие како естети, каков тип на жена најдобри би ја износил колекцијата, односно парчињата од оваа колекција? Овие парчиња на нашите студенти, дизајните се малку поавангардни, така да не се секојдневни, не се за секојдневно носење. Секако дека се предпоставувам дека студентите размислувале на некои големи настани, на некои големи свечености, каде што може сепак некоја современа, но и храбра жена да ги облече и во право светло да ги представи пред публиката. Ние секогаш инсистираме студентите да бидат храбри. Наша должност како професори не е да направиме копии од нас со студентите, туку да ги следиме нивните таленти, нивните желби, но само да ги профилираме и да ги доведеме до една совршена линија или совршено дело кое што ќе го произведат. Професорка, беше ли предизвик? Секако дека беше предизвик и секогаш е предизвик, но тоа е еден сладок предизвик. Ние како факултет за арт и дизајн постоиме веќе 20 години, оваа година го славиме нашиот јубилеј и наназад сме реализирале голем број на реви. Откако постои модниот викенд, соработуваме и со модниот викенд, за да им овозможиме на нашите студенти една професионална платформа каде што тие ќе може да се представуваат, нели, пред публиката, пред медиумите и да го почувствуваат тој професионален пристап во реализација на една модна ревија. Секој пат е предизвик, но исто колку што е предизвик, толку е и возбуда, бидејќи секој пат се креира нешто ново. Значи тоа е еден креативен процес каде што заедно со студентите ние секако им помагаме, нели, тие да ја изнесат својата креативна идеја, да она што го имаат како визија, нели, да го преточат во нешто што реално ќе биде облека и ќе може да биде носливо, да може да се намени за соодветна целна група. И тука има доста предизвици. Значи, модата е една комплексна дисциплина, комплексна дизајн дисциплина во која што има многу фази, многу постапки, но секако тука сме ние да
заедно со студентите нели го поминеме тој процес од идеја до реализација. Работевте и со специфични материјали, се приметува, затоа што вчера кога ги подготвувавме фотографиите кои што ни ги испративте, коментарот на сите беше дека сите ова изгледа вистина прекрасно. И уникатно се разбира на свој начин. Да. Секако изборот на материјалите зависи од тоа како е замислена формата, како е замислен целиот концепт нели на креацијата, а соодветно на тоа се избираат и материјалите. Во креациите на студентите има најразлични типови на материјали, од природни до синтетички, секако според визијата на студентот и според тоа што може нели кај нас да се најде. Во наши услови има од кадифе, памучни материјали, неопрен, филц, тул, значи секаков вид на материјали се вклучени во зависност од тоа што студентот сака да представи како своја визија. Сега Леона, прашањето до тебе, вие веќе убаво рековте студентите сакаат нели да го направат тоа. Што сакавте? Сакавте да испратите конкретно порака до вашата публика или сепак се работи за еден креативен момент, односно самата тема, па ова го преточивте во една ваква успешна колекција? Лично може да кажам за мене, ова беше повеќе креативно. И навистина за да направиш една креација треба многу време, многу труд и трпение. Исто така, целиот креативен процес не може да се направи само за еден ден, туку треба многу време и реално трае долго, да. Ова е некако ваше доживување лично или сепак вие бевте 11 студентки колку што? Да, ние бевме 11 студентки. Ова е мојата прва ревија. Так. И прво искуство. И прв настап на медиум, морам да кажам. Да. Задоволна, предпоставувам, од целиот процес. Да. И се работкат. Кога има вакви професори, се разбира. Професоре, имаме ли стабилна модна сцена? Па ако сакам да бидам искрен, ќе кажам дека не. Видете, ние како професори, јас и мојава колешка сме веќе 20 години професори во високо образование и нормално дека нашата работа е да произведуваме млади модни дизајнери и тоа совршено го правиме не ние само од нашиот факултет, значи ајде да не бидам себичен, има и други факултети во државата. Сите комплетно произведуваме многу модни дизајнери, меѓутоа во самата држава нема услови тие понатаму да продолжат. Тоа се фантастични деца, фантастични таленти. Ние се радуваме кога ќе видиме дека некој од студентите дури не надминува и нас сами како професорите во своите идеи, во своите креации. Впрочем, тоа е најголемиот успех. Тоа е најголемиот успех, но за жал во нашата држава, освен тој фешн викенд кој и секоја година е со скромни средства и моменти, да речам, реализиран, ние нема каде на друго место да се произнесеме како модни дизајнери, вклучително и ние како професорите. Тоа сум го зборел милион пати на сите медиуми, вклучително и кај вас, дека самата држава треба да направи национална стратегија, секој кадар што се произведува да се обезбеди работно место, нормално можеби не за сите, меѓутоа во нашата држава јас мислам дека во Агенција за вработување не постои работно место моден дизајнер. И тоа е многу страшно. Вклучително, и пак ќе кажам, како и секогаш кога сум гостин во вашата телевизија, костимографи во ниеден медиум не се вработени, нашите студенти се способни за тоа, обучени совршено за костимографија, за стилизам, но еве не знам дали е толку многу голема обврска уште една плата да се издвои да се вработи во еден национален медиум, макар еден костимограф кој што ќе се грижи за вас, за сите лица кои што застанувате нели пред камера, за вашиот стил, за вашата облека, за вашиот визуелен контакт со публиката. Како оценувате вие ситуацијата со телевизиските личности? Зборуваме за се, значи дали сме добро облечени? Сум зборувал многу на таа тема. Секогаш сум благ во моите искази. Слободно може да се пуштите утро. Меѓутоа, јас не можам да, знаете како, не можам да дадам критика заради тоа што вашата професија е презентер или новинар.
Вие не треба да знаете совршено да се стилизирате, да се облечете и така натаму. Историјата си кажала дека во таков бизнис или во таква институција треба да биде вработен школован човек, стручен за тоа и да ве советува, да ве облекува, да ве стилизира. Еве и професорката со години предава визуелна комуникација, тоа совршено може да го објасни колку е визуелната комуникација еден многу моќен јазик со кој што можеме да направиме многу добри нешта, но можеме да направиме и многу грешки. Затоа можам да кажам дека како и да се трудите, вие сепак конкретно за македонска телевизија, не знам зашто ја така сум малку приклонет секогаш на овој медиум, добро облечени, добро стилизирани, меѓутоа може секогаш да биде подобро. Не дека нема некаде грешки, има. Да речеме, имам забелешка дека кога се соопштуваат на сите вклучително, па и на вашиот медиум, кога се соопштуваат радосни и тажни вести, облеката не соодветствува со зборувањето. Кои се најчестите грешки на нашите јавни личности? Што најмногу им приметувате? Може би премногу шминка или премалку шминка или премногу накет или бои или Јавни личности мислите како естрада или политика? Што ви е Во полесно да политиката одговорите? можам да кажам дека воопшто нема визуелна комуникација со публиката, бидејќи сите политичари се облакаат онака како што они мислат дека треба. За разлика, секогаш го давам премиерот на Албанија Еди Рама, кој што е наш колега, ликовен уметник, дури моден дизајнер, текстил има завршено, дипломирано. Но јавната сцена мислам дека претерува во нападно, многу нападно, кое што не соодветствува со амбиентот во кој што се представуваат, не соодветствува со настанот на кој што се појавуваат и така натаму. Знаете, за да износите вие една облека, не треба само да имате добро тело, треба да имате и добар ум за да го оправдате вашето визуелно постоење на некој настан. И тоа некогаш нема конекција едно со друго кај естрадата, така да мислам дека тука е грешката, но пак ќе кажам, имам милион модни дизајнери, стилисти во државата, тоа е исто платена професија, како што одиме кај адвокат да се консултираме за правни совети, како што одиме кај автомеханичар за да се консултираме и да ни поправи нели возило, така треба да научиме да одиме и кај дизајнер или кај стилист, да си платиме и да добиеме совет како треба да изгледа. Ја споменавте комуникацијата со публиката, еве и професорката тука ќе се надоврзе на после вака успешна приказна која што се случи на овој Fashion Weekend во Скопје. Продолжува ли понатаму? Ќе се направи ли некоја поголема серија можеби? Така, секако дека ние сега ќе оставиме простор оваа модна ревија како впечаток да легне кај публиката и не само кај публиката, и кај самите дизајнери. Бидејќи тоа што тие го искусија, нели, ете како некакво возбудување, како некаков предизвик, значи треба сега да ги нели средат своите впечатоци, да видат што научиле, како го поминале тој процес, како и тие понатаму од целото искуство нели ќе продолжат со сето тоа. Инаку тоа што еве колегата го зборуваше и јас би сакала тука да дополнам како професор кој што исто така предава и визуелна комуникација, значи облеката е еден многу важен визуелен идентитет. Значи, таа е еден систем на визуелен идентитет кој што ние како цивилизација имаме како дел од себе. И многу е важно тоа што нели вие го носите, тоа што го креирате и во поглед на боите, и во поглед на стилот, на нели на материјалот, како комуницира и каква порака испраќа. Ние исто така се трудиме и во тоа што го произведуваме како креации на модните ревии, да остави силен визуелен впечаток и да даде некаква провокација кај публиката да размислува. Бидејќи модата на вистина е една многу важна културна форма. Значи тоа е дел од нашата визуелна култура. И апсолутно и како професија, и како дел од културата, значи воопшто не треба да се занемари, не треба да се запостави и да се смета како некоја професија која што е споредна. Тоа во светот, знаеме како функционира и како, на кое ниво се третира и модата, и облекувањето, и се она што и една јавна личност, и некој што
комуницира со поголема публика, треба да го има како дел од себе и како дел од својот идентитет и каква порака ќе прати до тие што го Да, верувам следат. И искуството, првото искуство на Леона на оваа ревија ќе биде дополнителен мотив да бидеш уште поуспешно и понатаму. Се подготвуваш ли ти за нешто ново кога имаш вакви професори покрај себе? Верувам дека е малку полесно. Да, многу е полесно и навистина сакам да им се заблагодарам за поддршката која што ни ја пружија и ни дадоа многу голема мотивација за понатамошна работа. Секако дека се спремам и работам секој ден напорно и се надевам дека во скоро време ќе има нешто ново. Значи ли тоа дека часовите се малку поинакви од оние кои што можеби сме ние навикнати кога ние сме студирале? Во нашите часови, предавања, исто така имаме вежби, имаме многу практичен дел, така да кај нас многу повеќе остануваме на предавањата, на вежбите и немаме многу време за други работи, така да многу е напорно. Напорно работат, бидејќи самата дисциплина тоа го бара. Да, убаво е кога една вака млада личност. Да, ќе каже дека нема време повеќе за други работи, се посветува на она што се разбира што е најбитно, да. Морам да се вратам јас на публиката. Имаме ли ние публика? Подготвена ли е генерално македонската сцена, модна сцена? Па тука ја вклучуваме и публиката за малку поконцептуален пристап како што имавме, случајот со вашава ревија. Мислам дека е подготвена. Имаше еден период кога луѓето се навикнуваа на тоа што е современ дизајн, што е мода, многу работи не беа познати. Меѓутоа од тоа што ние веќе сите сме дел од социјалните мрежи и следиме што се случува во светот континуирано, веќе и сите тие влијанија се движат, доаѓаат кај нас. Луѓето знаат што се случува. Има публика и таа публика се повеќе и повеќе е освестена и може да следи една модна сцена. Секако не можеме многу да се мериме со поголемите земји, каде што сцените се и поетаблирани, многу повеќе се и подолго се работи на тоа. Но сепак сметаме дека треба на секаков начин да се придонесе кон етаблирањето и зајакнувањето на сцената. Но не може да речеме само со еден или со два настани тоа да се случува. Кај нас исто така фалат и музеи кои што ќе бидат наменети за применетата уметност, за дизајнот, за облеката, за модата. Фалат изложби исто така кои што ќе го покријат тоа. Например, сега оваа година по повод 100 години од раѓањето на кралицата Елизабета II во Велика Британија ќе се организира голема изложба на низината облека која што таа претежно ја носела на официјални настани и церемонијални настани. Јас имам видено една таква изложба пред 20 години во Велика Британија и таму можете да видите како тие јавни личности работат со модните дизајнери, со стилистите, да изразат преку облеката почит кон земјата каде што одат на некакви официјални посети или пак имаат некаква средба со одредена група на граѓани. И не само еден моден викенд, не само неколку фестивали кои што ги имаме кај нас, туку и други работи се потребни за да таа сцена зајакнува, за да таа сцена се развива и да може да ги искористи своите потенцијали. Тука, како што спомна и колегата, многу е битно и да компаниите и државата ја препознаат таа група на луѓе, на дизајнери, да го препознаат тој потенцијал и повеќе да се вложи во развојот на оваа област, која што знаеме кај нас, дека како индустрија, како текстилна индустрија, како модна индустрија, во минатиот век дека била многу развиена. Потоа се случува еден крах и сега ние работите ги градиме од ново, но мора повеќе да се вложи во оваа област. Тука ќе го заокружиме разговорот, будното и професионалното око на професорот Рашковиќ постојано присутно, тоа го приметуваме и во студиото. На што се насочувате во наредниот период? Па, нормално на предавањата, на вежбите, на работните обврски на факултетот, исто како што спомна и колешката 20 години
имаме јубилеј од факултетот и тоа треба да биде вака малце на едно повисоко ниво изрежирано и остварено. Меѓутоа имаме сега моментално и еден исто предизвик на модните денови на Штип. Општина Штип распиша конкурс за млади модни дизајнери, студенти, на кои што нашите студенти аплицираа и 7 од нив беа изберени на конкурсот. Благодарност до општината, бидејќи ги мотивира со некои парични средства, не морам да кажам нели колку се, меѓутоа доволно се за да може да си ги остварат своите креации, своите дизајни. И сега фактички не оставивме малку да се ослободат студентите, туку уште еден предизвик имаат до 17 април да изготват нови дизајни, нови креации со кои што ќе се представиме како факултети таму на тој настан. Благодариме многу на одвоеното време. Ви посакуваме многу успех. Се разбира со вакви млади и талентирани студенти и со вакви професори, се разбира уште поголем успех. Ви благодараме на вас што секогаш не поддржувате како медиум. Благодариме и ве очекуваме повторно да ни видите гости. Ќе се видиме. Многу успех и